Именно четирипартитниот договор е склучен во 2008 година и подпишан од 4 страни. Подпишан е од министерот за финансии доктор Трајко Славевски, министерот за животна средина и просторно планирање Неџат Јакупи, градоначалник на општина Прилеп господинот Маријан Ристевски и тогашниот директор на водовод и канализација господинот Методија Томески. Согласно овој договор, членот 7 предвидува ВИК Прилеп ќе биде одговорна за функционирање и одржување на ПСОВ. Цитирам, ВИК Прилеп од сопствени средства, по конкретно преку наплатена тарифа за отпадни води, ќе ги обезбеди неопходните средства потребни за секојдневно функционирање и одржување на ПСОВ. Во самиот четирипартитен договор содржано е дека одржувањето и функционирањето на пречистителната станица ќе биде со одредување на тарифа за пречистување, односно третман на урбани отпадни води. Повикав да не се политизира ова прашање, да бидеме конструктивни и кон граѓаните и на тој начин да ги заштитиме нивните интереси и конструктивни кон јавното комунално предпријатие. Потврдив дека средствата за изградба на пречистителна станица се обезбедени во време на владење на ВМРО ДПМН. На фејсбук страната на поранешниот градоначалник на општина Прилеп Маријан Ристевски барем 10 пати јас лично имам видено дека се фали со проектот пречистителна станица. Меѓутоа невозможно е, политикански е, да се фалите со проектот пречистителна станица, да не ја преземите оврската заради тоа што ќе има дополнителна тарифа за пречистување на урбани отпадни води. Пречистителната станица, повторив и во минатото повеќе пати, сега само стасува. Завршена е соградба, изработен е техник-овер сертификатот, во тек се процедури за преземање на собственост од страна на општината и со одлука на Совет предавање на функционирањето, односно одржувањето на јавното комунално предпријатие. Дополнително, во 2016 година, во време на владење на ВМРО ДПМН, донесен е закон за утврдување на цени на водни услуги. Тој почнува да функционира со одложена примена од една година, усогласувањата заедно со јавните предпријатија и спроведувањето на решенијата на регулаторна комисија од 150 дена, остава простор тој да започне со функционирање на 1.1.2018 година. Со овој закон, оврската за утврдување на цените на водните услуги ја има регулаторната комисија за енергетика. Тарифата за снабдување со вода за пиење, според решението на регулаторна комисија, просечната требаше да биде 29,69 денари. Максималната 33,30, со што ќе се обезбеди целокупно непречено функционирање на предпријатието, а предлогот на јавното комунално предпријатие беше 26,22. Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2018 година просечната е 5,88, 2019 7,96, 2020 8,17. Максималната за 2018 согласно решението на регулаторна е 7,70, 2019 11,69, 2020 12,07. Јавното комунално предпријатие со одлука на управен достави предлог до градоначалникот, истиот до Советот на градот, цената за услугата собирање и одведување на урбани отпадни води е 5,28 денари. Значи за 2,5 денари пониска од максималната и за пола денар пониска од просечната тарифа, согласно решението на регулаторна комисија. За услугата снабдување за услугата пречистување, односно третман на урбани отпадни води, решението на регулаторна комисија за трите години 2018, 19 и 20 е следното. За 2018 цената просечна да биде 19,85, за 2019 20,65, за 2019, за 2020 21,44. Максималната цена за 2018 согласно решението на регулаторна 25,41, 2019 26,66, 2020 27,56 денари. Предлогот на јавното комунално предпријатие беше за сите 3 години цената на услугата пречистување на урбани отпадни води да биде 17,35 денари. Што значи за 10 денари пониско од максималната тарифа и некаде 3 до 4 денари, зависно од година до година, од просечната тарифа, која што со решение определи регулаторна комисија и ова е согласно закон, бидејќи регулаторна комисија нуди опсек
во рамките на кои можете да одите подолу од просечната тарифа, со тоа се откажувате од средства кои што ги намениле за инвестиции и развој. За дополнително да потврдам дека беа изнесени лаги и манипулации вчера на пресконференцијата од страна на председателот на ВМРО ДПМНЕ, само можам да кажам дека согласно Законот за утврдување на цени на водните услуги, доколку Советот не ја изгласа цената препорачана, предложена од страна на јавното комунално предпријатие, при повторување на постапката тоа ќе го направи регулаторната комисија за енергетика. Во тој случај ви тврдам дека цената нема да биде ниту за денар пониска од просечната. Цената може да се движи во рамките на просечната и максималната цена. Ако сакаме навистина да им помогнеме на граѓаните, во исто време да функционира пречистителна станица изградена со пари од Европска Унија, најдобро е советничката група на ВМРО ДПМНЕ, како и советничката група на Социјалдемократскиот сојуз да ја усвои цената предложена од јавното комунално предпријатие, кое што, како што реков, е за 3 денари пониска од просечната, а за 10 од максималната. Не пораснува цената на водните услуги. Цената на водата останува иста 26-22. Цената на канализацијата останува иста, се воведува цена за нова услуга. Така предвидува Законот за утврдување на цени на водни услуги. Реков, донесен во 2016 година. Ова не е желба на менаџерскиот тим на јавното комунално предпријатие или на управниот одбор или на градоначалникот. Пречистителната станица стасува, треба да биде превземена и мора да функционира. Тоа едноставно е така и не мислам дека е лошо да се прочистува или да се третира фекалната вода. Напротив, има поприлично позитивни работи, особено поврзани со здравјето и животот на луѓето. Пречистувањето значи од утре на Пилепскиот пазар да видите земјоделски производи наводнувани со технички исправна вода, а не со фекална вода. Не нарушување на биодиверзитетот во реките. Лошо е што сакаат во исто време да ги имаат ловориките за изградбата на пречистителната станица, а некој друг е виновен што ќе има тарифа. Нашиот народ рекол, 2 лубеници под иста мишка не се носат. Треба да им кажеме на граѓаните дека со пуштањето во функција на пречистителната станица ќе има нова тарифа, пречистување или третман на урбани отпадни води согласно Законот за утврдување на цени на водни услуги. Во овој момент впишана е собственоста во катастар на име на Република Македонија. Очекуваме во наредниот период владата на Република Македонија да донеси одлука со која што собственоста на пречистителната станица ќе се префали на општина Прилеп и потоа со одлука на Совет општина Прилеп одржувањето и функционирањето да го додели на јавното комунално предпријатие водовод и канализација. На пример во Струмица само цената на водоснабдувањето, цената на водата е 45-6 денари. Овдека вкупната сметка по метар кубен ќе биде околу 48. Секаде каде што ќе има прочистителна станица, каде што има во моментов и ќе има во иднина, сметката која што ќе ја добиваат граѓаните во тој град ќе биде повисока од сметката која ќе плаќаат граѓаните на општина Прилеп. Овдека обврска имаме наредните 12 години. Пречистителната станица ниту сад да прекини со работа. Во тој случај, при евентуална контрола од Европска Унија, владата на Република Македонија треба да издвои 17,5 милиони од буџетот на Република Македонија и да го врати кон НИПА фондовите. Само за одржување на технолошкиот процес на пречистителната станица најмалку 18. Ако земите во предвид дека треба да има хигиеничари, стражари, хаусмајстори, бројот испод 27 нема да биде. 19, некаде се 18-19, според физибилити студијата, предлогот на Министерството за животна средина и предлогот на изведувачот, GP Group. И ние сме целосно подготвени да ја преземиме пречистителната станица. Луѓето кои што во моментот се во пречистителната станица имаат изработено договори со јавното комунално предпријатие, значи се водат во јавното комунално предпријатие како привремено вработени заради зголемувањето на обемот на работа. Тоа не обврзува и самиот договор 4 партите, ние сме крајниот корисник на пречистителната станица, од утре истите треба да добијат решенија за работен однос на неопределено време, меѓутоа да оставиме да дојде моментот кога со одлука на Совет пречистителната станица ќе биде даена на одржување. Недонесувањето на одлука, непревземањето од страна на општината создава дополнителни проблеми.
вие не можете да ги набавите соодветните репроматеријали за функционирање на пречистената станица, например реагенси, кои што се неопходни за одржување на микроорганизмите во биореакторот, а тие се па од исклучително значење за самиот процес на пречистување на урбаната отпадна вода. Доколку овој процес на утврдување на тарифа, на преземање на пречистителната станица се пролонгира, во прашање ќе биде доведено функционирањето на самата пречистителна станица. Во овој момент, луѓето кои што таму ја обслужуваат имаат договор со јавното комунално претпријатие Водовод и канализација. Другите трошоци поврзани со функционирањето ги плаќа изведувачот, GP Group од Бугарија, а сметката на струја иди до изведувачот и истиот е препречен до Министерството за финансии. Ете, така се распределени трошоците во овој момент. Во оној момент кога ќе ја преземе јавното комунално претпријатие, комплетно трошоците ќе бидат на јавното комунално претпријатие. Несепарирањето на фекалната и атмосферската канализација ќе создаде проблем во функционирањето на пречистителната станица. Апелирав неколку пати, апелирам и денеска, дождовната вода граѓаните да ја приклучуваат за атмосферската канализација, не за најблиската цевка, па макар тоа било и фекална. Од проста причина што пречистителната станица функционира на принципот на фекална вода. Колку повеќе има тиња, толку подобро е функционирањето. Колку повеќе чиста вода доаѓа во пречистителната станица, се создаваат проблеми при работењето. Повеќе реагенси се трошат, побрзо се амортизира се целокупната. Има неколку начини и за тоа имаме разговарано со градоначалникот. Апелираме секојдневно. Во овој момент секој некој што бара приклучок за вода и за канализација, ние му оставаме можност да ја приклучи дождовната вода само за атмосферската канализација. Тоа претходно не било правено. Имаме во разговор со началникот, ама не мора се да откривам сега дека е можно дури и некои средства да определи општината за да им помогне на семејствата да ја приклучат дождовната вода за атмосферската канализација, ама оставете отом потом. Оврска наша е војнина дополнително да ја сепарираме атмосферската од фекалната канализација. Кога станува збор за главната мрежа, апсолутно да. Кога станува збор за куќните приклучоци, тоа е оврска на домаќинствата. Дали има добра волја кај општината да им помогни од неофицијалниот разговор со градоначалникот? Да. Што ќе се случи понатаму? Одговорите не можам да ви ги дадам јас сега и одма.